Топлотниот бран кој го зафати Балканскиот регион, како последица на високиот воздушен притисок, предизвика и пробив на врела воздушна маса од африканскиот континент. Деновиве тоа е изразено со високи температури, при што живата во термометарот се искачува до 40 степен, како и високо ултравиолетово зрачење со индекс 7. Оваа недела, како што тврдат метеоролозите, е најтоплата недела годинава. Освежување се очекува од четврток. Сепак, Министерството за здравство донесе препораки за граѓаните со цел да се заштитат од големите летни горештини, а тоа го препорачуваат и здравствените работници. Значи, последиците во здравјето на луѓето зависи од во топлото време, од топлотните бранови, зависи од нивната изложеност на високите температури. Најчести болести тоа се топлотните отоци, оттекување на зглобовите, на рацете, на нозете, понатаму топлотни грчеви кои се јавуваат кај физичките работници, топлотниот осип на кожата, кој што се јавува поради прскање на еруптура на како црвени папули, чешење по лицето, вратот, горниот дел на градите, подојките, слабинските регии, понатаму топлотна исцрпеност заради недоволен пренос на течности во организмот и топлотниот удар кој што е најтешкиот та форма, тоа е една состојба кај што температурата на телото расте над 40 степени и каде што во период од 10 до 15 минути каде што може да настанат поголеми оштетувања. Значи една потешка состојба на организмот каде што е потребно да се веднаш пријави на лекар, значи да се појави во ординациите кај матичните лекари. Препораките да не се излегува од 10 до 15 часот на надвор, значи на топло, да не се изложува, или во случај ако е потребно да тоа се редуцира, значи и работното време кај физичките работници, да се пие доста големо количество на течности, значи да се јаде овошје и зеленчук, меѓутоа претходно да се доста добро измие сето тоа. Храната која што сакам да потенцирам, која што се остава на топло, значи да не стои на топло, веднаш да се става во фрижидер, во ладни простори, затоа што со тоа што стои надвор може да предизвика појава на одредени бактерии или цревни инфекции да се појавуваат, значи да се внимава на приготвувањето на храната, како и на консумирањето на одредени продукти. Постои, значи, зголемување на бројот на цревни инфекции, луѓето се жалат на гадење, повраќање, појава на проливи, меѓутоа е потребно обавезно хигиена на раците и хигиена околу исхраната, поточно околу тоа да не се загрева подолго, да не стои надвор подолго време храната, да се внимава да се приготви, да се изеде веднаш, значи да не се остава, да се внимава околу појавата сладоледи, како се приготвуваат и при јадење, значи сето тоа влијае да се развијат тие бактерии, цревни инфекции, да предизвикат едно труење со храна, така речено. Значи потребно е да луѓето да бидат во сенка, да имаат климатизирани простори, меѓутоа многу е битно и да имаат при излегување и влегување од топло на ладно во климатизираните простори, значи да нема нагли промени, постојано трчање лево десно, нели, да се внимава и околу таа состојба, затоа што и тоа не е се во ред да биде така. Луѓето, значи, треба да носат обавезно капија, значи на главите, да имаат капија. Понатаму да или со долги ракави, тие кои што имаат алергија на сонце, да носат долга облека, бојата да биде бела, значи да го одбива сонцето. Да бидат не синтетички, туку памучни облеки, затоа што синтетиката може да предизвика топлотни бранови, значи да нема оддавање на голема количина на температура и да пијат доста течности. Синоќа во преполната сала на салонот на библиотеката при Домот на културата беше изведена драма со наслов "Беше тоа", работена според романот на Ненад Јованов, кој воедно беше еден од носителите на главната улога заедно со Катерина Наскова. Инаку, ова е прв роман на младиот студент по соло пеење на Факултетот за музичка уметност во Штип.
Промоцијата на романот беше реализирана преку повеќе слики адаптирани за сцена, во кои се содржани машко-женските односи од секојдневието, што актерите многу верно ги прикажаа. Целосното дејствие на овој роман останува публиката преку читањето да го осознае и доживее и можеби да се пронајде поединечно во некој сегмент од својот живот. Да речи си да нема некоја посебно голема разлика, затоа што јас на некој начин дишам со уметноста. Значи, мене тоа ми е нешто, го чувствувам како вродено, како дел од мене и едноставно уживам во сите сфери на уметноста. Дали е тоа пишување, поезија, проза, дали е тоа пеење, дури цртање понекогаш, актерство, значи глума. Буквално можам да се пронајдам во сите сегменти од уметности. Не би можел да кажам дека имам некои точки кои што би можеле да се ограничат помеѓу соло пеење или пишување или помеѓу било кој сегмент од уметност. Значи се ми е некако како слејано во едно. Правам спој помеѓу сите сегменти од уметноста и мислам дека во тоа успевам на еден мој начин, уникатен начин. Па, значи, јас сум немал некој повод да седнам и да размислувам што би можел да пишувам или која тема да ја земам како главна тема за романот. Сето тоа се случи еден ден, онака како блиц во главата. Се сеќавам дека бев на час по глума на факултет со колегите и наеднаш почнав да го извикувам името Клаудија. Клаудија, сите тие ме гледаа, нели? Се прашуваа со прашални погледи што е со Клаудија и јас почнав да си правам приказни на сцена. Мислам, тоа се совпадна со самиот чин на часот по глума, направив неколку такви песни и професорот ми кажа продолжи, нели? И така се изградив како еден почетен вовет на сето ова. Меѓутоа, таа Клаудија сепак постоеше. Значи не беше измислена, само како име беше измислена, сепак постоеше. И тоа, да речем, беше еден повод кој што ме поттикна истата вечер да започнам да пишувам. И мислев дека ќе започнам, но ќе престанам, имајќи во предвид дека неколку пати сум пробувал да го направам тоа. Меѓутоа не сум престанувал затоа што не сум знаел или не сум можел или еве да кажем ме мрзело, меѓутоа сум престанувал затоа што сум мислел дека нема потреба да се ставам уште во еден свет дополнителен покрај тие што сум бил вклучен, нели, дотогаш. Меѓутоа, овој пат издржав и бев решен. Почнав и ќе завршам, ќе направам роман. Поводот да се напише романот, значи, беше една вистинска приказна, моја лична вистинска приказна. Мислам дека тие што ме познаваат знаат за што се работи. Не би сакал да кажам вака директно затоа што не би сакал да повредам некои чувства и токму поради тоа сите имиња во книгата се еден вид на, значи, анонимни се сите личности, иако постојат, но самите тие ќе се пронајдат како тие, така и другите кои што ги познаваат, затоа што има толку многу допирни точки кои што, нели, на некој начин во еден спој откриваат за кого станува збор. Настани од мојот личен живот пред 3 години генерално. Всушност настани од мојот живот од прво одделение до ден денешен, меѓутоа од прво до 4-та година средно на некој начин е скокнато се, но сепак опфатено во еден мал дел, а во токму тој мал дел се крие суштината на книгата. Она што е содржината на оваа книга се последните 3 или 4 години од мојот живот, студентски живот, нели, излегов од тука во Штип, живеев со цимери, ситуација таму, но генерално темата на книгата е љубовта. Невозвратената љубов. Не би сакал да има, затоа што јас кога пишував, можев да пишувам многу повеќе од ова. Не ми се случи да извадам ниту еден дел од ова, ниту да преправам нешто, ниту да размислам дали би требало да стои или не. Значи, едноставно имав дадено такво слово да што ми дозволуваше да си го напишам она што ми го чувствува во срцето. Буквално, значи немав страх дали некој ќе ми замери за тоа, дали некој ќе ми каже нешто. Прво кажав, имињата се измислени, нема основа никој да ми замери за нешто такво, а самиот напишав во книгата. Не е само за тие, доколку некој се пронајде, слободно може да се пронајде. Сметам дека продолжеток може да има, не велам дека не може да има, имам доволно материјал. Меѓутоа, не би требало да има заради некои други причини, затоа што личноста за која што пишува на книгата не би заслужила да се појави уште еден дел за ова. Мислам дека е доста и мислам дека е доволно за да свати некои работи и мислам дека е доволен, да речем, овој завршен удар од моја страна кон неа, кон таа личност. Значи, едноставно, станува збор за една приказна која што траеше 14 години во вистинскиот живот. И за многу мина несекојдневно, чудно, несватливо. И сите тие 14 години ги споив овде, на начин што цело време сум траел, сум бил фин и сум бил сталожен, меѓутоа сега се што ми лежеше на срце, а што не успевав да го кажам, тогаш го кажам вака во вид на пишување роман.
По соло пењето, еве, ова лето одмараме, немав никакви настапи буквално, меѓутоа еве сега за недела и пол-две почнуваме повторно со часови на факултет. Еве баш вчера професорот ми се јави, ми се извини што не може да дојде на промоцијата, меѓутоа ќе има и друга прилика во Штип, се надевам дека ќе имам исто промоција. И часовите ќе ги почнеме од 5-6 септември, здравје Боже, нели? И се развиваме, одиме напред. Мислам, јас еве зборувам лично за мене дека да, меѓутоа кога зборувам за соло пење, зборувам и во име на сите колеги. Некако ние дишеме и функционираме како семејство и сите одиме напред. Никој не заостанува и драго ми е тоа да го кажам, дека сите во едно тело некако сме вплотени и дишеме во едно. Сите заедно со професорот напреднувам. Значи не сакам да сопрам со ништо што, значи имам размислувано на оваа тема и ми имаат прашувано дали не треба да се префрлаш на други, нели, дејности, треба да си го негуваш и цениш тоа што го имаш како првенствено во твојот живот, како примат во твојот живот, меѓутоа јас не би сакал да престанам со ништо затоа што си го сакам и си го ценам тоа што го имам дадено од Господ и ќе ми биде навистина глупаво и тажно ми е да престанам да работам нешто такво. Дали тоа пишување поезија, проза, драми, глума, пење, буквално се што сакам, затоа што мислам дека секој кој што нешто работи со срце и од душа треба да го прави, не треба да престанува. Меѓутоа за 10 години пред се гледам како оперски пејач, што е најважно, и еве да кажам кога би ги затворил очите и кога би замислил како јас се гледам, не физички, значи, меѓутоа како воопшто се гледам, јас се замислувам во една огромна сала, која што е светски позната сала. Си ја замислувам салата обоена во црвено, со убави зидови, со убави шари, огромна сцена со познати диригенти, со познати колеги кои што пеат на таа сцена со мене, со многу аплаузи и со многу позитивна енергија и насмевки, нешто што се презентира на публиката преку песна, преку позитивна енергија од моја страна. Така се замислувам јас, а паралелно ќе пишувам, ветувам дека ќе пишувам затоа што јас тоа обожавам да го правам, а нели во операта има и актерство, така што и тоа нема да ми и да решам да престанам да се бавам со актерството, посебно во вид на нели драмски театарски представи, глумата ќе се остане во вид во операта заедно со пењето.